Почитувани граѓани, дозволете денеска на првиот школски ден, 1 септември, да со јавноста наша споделиме одредени информации за почетокот на школската година. Како што изјави претседателот на Советот пред некој ден, би сакал и денеска, токму на 1 септември, да ги потврдам сите факти кои што значат многу за самиот почеток на учебната година. Можам да соопштам дека сите основни и средни училишта, како и детските градинки во Струмица, се целосно подготвени за прифат на децата и целосно да почне воспитно-образовниот процес. Искористивме овој летен период да направиме одредени реконструкции на самите училишни згради, на санитарните јазли, кровни конструкции, да го направиме просторот за прифат на дечињата на почетокот на учебната година уште подобар. И во тоа немаме никаков проблем. Сакам да знаат сите дека се е подготвено од наставниот кадар до просторните услови за почетокот на учебната година. Би сакал денеска да споделам со јавноста одредени акутни проблеми кои што постојат во нашето општество, а треба, според мене, нашите сограѓани да ги знаат. Најгорливиот проблем е намалувањето на бројот на децата. Тоа можам да го соопштам заради тоа што паралелата од последните 5 години покажува огромни проценти на намалување на уписот на деца и во основните и во средните училишта. Само ќе ја спомнам бројката во средните училишта. Во 2009 година биле запишани 1187 средношколци во првата година, сега се запишани 953. Тоа е повеќе од 20%. Сето тоа укажува овој тренд на иселување на пред се младите луѓе надвор од државата, а секако и прирастот на населението, што значи. Би сакал исто така да информирам за одредени состојби поврзани со насоките во средните училишта. Согласно сите анализи кои што општинската администрација заедно со училиштата и бизнис секторот ги прави, за да подготвуваме кадри подготвени за пазарот на трудот, имавме барање да се воведат неколку насоки во средните училишта, за кои што за жал бевме одбиени. Една од насоките е угостителство и туризам, која што и текако е потреба на пазарот на трудот, не беше прифатена, и втората е рударската насока, токму заради големиот рудник во Иловица, кој што на барање на општина Босилово, но секако и на целиот Струмички регион, беше барање да се воведат како насоки. Овие две насоки не се прифатени и учебната година почнува без овие насоки. Ова информирам заради тоа што треба да знаат граѓаните, дека ги следиме современите пазарни побарувања на пазарот на трудот. Конечна цел е децата кои ќе завршат средно образование, оние што не сакаат да одат на високо образование веднаш да најдат работа, а и да се устручуваат и за високото образование. Пазарот на трудот во Струмица покажува дека од овие насоки има потреба, за сметка на тоа што одредени насоки еве нема воопшто интерес, како што е рано градинар, како што е исто така насоката автомеханичар и слични, каде што буквално има по тројца ученици запишени или воопшто нема ученици. Ова го апелирам исто така за да можеме уште сега да ги почнеме подготовките заедно со Министерството за образование, да бидат прифатени насоките од оние кои што после опсежни анализи ги правиме заедно со стопанството, за да можат исто така секако да излеземе во престрет на пазарот на трудот и секако пореално вработување на младите генерации кои што доаѓаат по нас. Би сакал да напоменам уште за еден многу горлив проблем, за кој што навистина јас како градоначалник, Советот на општина Струмица сме загрижени. Проблемот со детските градинки во Струмица. Граѓаните знаат дека постојат 4 клона на детски градинки, кои што имаат опфат на преку 1000 дечиња. Проблемот е во тоа што веќе долг период не можеме да добиеме согласности на испразнетите места по основ на пензионирање, така да воспитно наставниот и образовниот процес и негователскиот процес во градинките се одвива под едно ризично ниво, би рекол, значи незадоволително ниво, каде што и текако загриженоста кај раководниот кадар на општината, градинката и наставниот кадар во градинките е на огромно ниво. Се работи за следното. Од потребата во детските градинки за вкупен број на воспитувачи, негователи, садомијачи, хигиеничари и сето оно што значи неопходен кадар по систематизација е 112, а во моментот се само 68. Значи бараме согласности за пополнување на испразнетите места. Податокот ќе го кажам само за да биде индикатор за сите. Во 4 градинки имаме преку 1000 дечиња прифатено и за сите овие 4 клона со 1000 дечиња има само еден хигиеничар. Сите може да сватат колку е
лоша состојбата со наставниот кадар и со кадарот за одржување на самите градинки. Имаме потреба за уште 13 воспитувачи, 7 негователи, 8 садомијачи и 16 хигиеничари, за кои што бараме да се даде согласност за испразнети места. Навистина работиме со нашите дечиња. Тоа се наши дечиња, на сите нас кои што живееме овде, и се надевам дека брзо ќе се интервенира за да имаме соодветна покриеност за нега и воспитување на децата во детските градинки. Со споделувањето на овие информации, сакам сите да знаат дека отпочнува школската година, во основните и во средните училишта се е подготвено како што треба, во средните училишта исто така се е подготвено како што треба, одредени појави кои што значат капитални инвестиции, како што е кровот на училиштето во Свидовица и други работи се уште ги очекуваме од Министерството за образование да бидат инвестирани, за да може секако да почне и да има нормални услови во сите училишта за изведување на наставата.